Драги ученици, квадарот и коцката се само две од геометриските тела кои можеме да ги сретнеме во формите на предметите во природата, но не и единствените. Денес ќе се запознаеме со уште неколку геометриски тела кои веќе ги знаете, но ќе се обидеме да ви ги представиме на еден интересен начин. Погледнете го видеото во продолжение. Отсечката е дел од правата која што од двете страни е ограничена со точки. Во овој случај, оваа чепкалка, ако представува една отсечка, тогаш нејзините врвови ќе бидат крајните точки со кои е ограничена таа отсечка. За подобро да ги означиме крајните точки, ќе земеме пластелин и од двата краеви ќе поставиме по едно топче кое всушност ќе ги означува крајните точки на отсечката. И сега имаме една отсечка ограничена со две точки. Ако на оваа отсечка додадеме уште една отсечка, ќе добиеме искршена линија составена од две отсечки, која што има три темиња, едно заедничко за двете отсечки и крајните темиња на отсечките. Ако додадеме уште една отсечка, тогаш можеме да добиеме отворена искршена линија на следниот начин, или доколку отсечката што ја додадовме ја споиме во почетната точка на искршената линија, ќе добиеме многоаголник, односно ќе добиеме триаголник кој е составен од три отсечки, три темиња и три агли. Всушност, за да добиеме многоаголник или затворена искршена линија, треба да имаме најмалку три темиња, односно три отсечки. Како од оваа рамнинска фигура ќе изградиме геометриско тело? Можеме тоа да го направиме на два начини. Првиот начин е следниот. Да повлечеме отсечки од секое теме вертикално, а потоа врз овој триаголник да поставиме уште еден триаголник. На овој начин добивме тристрана призма, која како основа има триаголници, додека бочните ѕидови на призмата се четириаголници. Но тоа не е единствениот начин на кој што можеме да изградиме геометриско тело кое што како основа има триаголник. Можеме тоа да го направиме доколку сите отсечки кои тргнуваат од темињата ги споиме во едно теме. И така ќе го добиеме геометриското тело пирамида. Ова е тространа пирамида, бидејќи сите нејзини страни се триаголници, односно основата е триаголник, како и бочните ѕидови кои се триаголници. Да видиме како можеме тоа да го направиме со четириаголник како основа на фигурата. Едниот начин беше да добиеме коцка, така што од секое теме од основата поставуваме вертикална отсечка и ја поврзуваме со квадратот, така што сите бочни ѕидови на оваа фигура се квадрати. Меѓутоа, другиот начин е од секое теме на квадратот додаваме отсечки кои што се поврзуваат во едно теме. И на тој начин добиваме четиристрана пирамида. Основата на пирамидата е четириаголник, а нејзините бочни ѕидови се триаголници. Така што имаме тристрана пирамида, четиристрана пирамида. Геометриско тело со основа четириаголник. Еве што би можеле да направиме. Ако
споиме 2 по 2 одсечки и при тоа ги поврземе со одсечка во средина, всушност ние ќе ја добиеме тристраната призма. Основа на четириаголната пирамида, освен триаголникот и квадратот, може да биде и правоаголникот. При тоа, од секое теме, повлекуваме одсечки кои што треба да се сретнат во едно теме на врвот од геометриското тело. И повторно добивме четиристрана пирамида. Разликата е во тоа што оваа пирамида има како основа правоаголник, а оваа пирамида има како основа квадрат. И двете пирамиди, како бочни ѕидови, има триаголници. И ако многоаголникот кој е на основата има 4 темиња, 4 страни, 4 агли, тогаш имаме четириаголна пирамида. Ако на основата има триаголник, 3 темиња, 3 страни, 3 агли, тогаш имаме триаголна пирамида. Ако како основа за пирамидата земеме петаголник, кој што има 5 темиња, 5 страни и 5 агли, тогаш ќе добиеме петаголна пирамида. Од секое теме повлекуваме кон врвот по една одсечка и бидејќи имаме 5 темиња, потребни ни се 5 чепкалки како одсечки и темето во кое што тие ќе се сретнат. Односно, тоа ќе биде заедничко теме за сите одсечки. Добивме 5страна пирамида, на која што основата е петаголник, а останатите ѕидови се триаголници. Бројот на страните, односно темињата и аглите, што ги има многоаголникот, кој ќе го поставиме како основа на пирамидата, може да биде различен, односно, ако се е тоа 5 темиња и 5 страни, 5 агли, тоа ќе биде петаголна пирамида. Ако се тоа 6, ќе биде шестаголна, 7 седумаголна и така натаму. Тука имаме примери како можеме да изработиме пирамидата од хартија. Петаголната пирамида има основа петаголник и 5 триаголници кои што ги представуваат ѕидовите кои што се поврзуваат на врвот. Ако правилно пресечеме и превиткаме и правилно залепиме, ќе ја добиеме петаголната пирамида. И како што рековме, ако основата на пирамидата е шестаголник, тогаш ќе имаме 6 триаголници кои ги представуваат ѕидовите кои се спојуваат на врвот од пирамидата. И при тоа имаме шестаголна пирамида. Шестоаголник како основа и 6 триаголници. Шема за изработка на четириаголна пирамида, каде што основата е квадрат и основата е правоаголник. Основата е квадрат, имаме 4 триаголници кои треба да ги превиткаме и правилно залепиме и поврземе на врвот на пирамидата. Истото важи и за правоаголникот како основа на пирамидата. Тоа би изгледало вака. Триаголната пирамида ќе биде составена од триаголници, кои, кога ќе ги превиткаме и залепиме, тристрана пирамида. И останува уште да покажеме како изгледа шемата за изработка на тристрана призма, односно геометриското тело, кое има како основи два триаголници. Ете го едниот триаголник и другиот.
а од страните како бочни ѕидови, во овој случај имаме правоаголници, а исто така тоа може да бидат и квадрати. И геометриско тело, кое како основа има петаголници, а бочните ѕидови се правоаголници. Односно, еве ги основите во форма на петаголник и 5 правоаголници кои ќе бидат бочните ѕидови на призмата. Ако ви се допадна како ги изработивме призмите и пирамидите, тогаш ви предлагаме да земете пластилини чепкалки и сами да се обидете да ги направите. Дајте им можност на вашата креативност да открива нови начини на поврзување на рабовите од кои се составени геометриските тела. Например, ако имаме шестоаголник како основа, не мора сите темија да се поврзуваат во една точка на врвот. Обидете се да ги поврзете страничните рабови во 2 или 3 точки и разгледајте каква е мрежата на телото што го добивте. Сликајте ги геометриските тела што ќе ги сработите и фотографиите испратете ги за да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме на вниманието.